Преку 10 државни институции вработуваат кадри точно овој месец, во периодот од како е распишан референдумот, во време кога на власта тешко и оди битката за убедување на граѓаните да излезат и гласаат. Масовно се вработуваат советници, соработници, раководители за солидни плати. На листата вработувачи се Државниот архив, Министерствата за одбрана и образование, Општина Центар. Последната, например, вработува 24 луѓе, зошто токму сега општината оценила дека и треба, меѓу другото и соработник за подготовка на седниците, кој ќе зема плата близу 23.000 денари. И не само тоа, Центар баш сега треба да прими соработници за архивско и канцелариско работење, советник за планирање на локалниот економски развој и поддршка на малите и средни предпријатија. На листата институции пред референдумски вработувачи е и Државниот архив. Таму, според огласот, сега има потреба од советник за оценување и стручно усовршување, но и таков за средување и обработка на архивски материјал. Централниот регистар пак вработува книжевници и географи, а платите стигнуваат и над 53.000 денари. Работниот однос се заснова на полно работно време, се наведува во огласот. Се бара еден кандидат со диплома по книжевност, кој би работел како стручен соработник, односно кореспондент, еден со завршени географија или образование кој би бил ангажиран како советник за дистрибуција на податоци, еден со одбрана, а може и право или економија, кој би бил поставен како стручен соработник во канцеларијата во Гостивар. Има позиции за среднисти со гимназија или стручно училиште, за кои се нуди плата и над 32.000 денари. Нејасно е зошто на Централниот регистар, кој инаку ги обединува податоците за сите компании и организации, би му требале географ, книжевник и експерт за одбрана, и тоа на стручни и конкретни позиции за кои не се квалификувани. Деновиве социјалните мрежи вријат од бројки и критики за масовните вработувања, особено по скандалот во МЕПСО, каде е вработена наводно фризерката на Кирацовски, и тоа за плата од 44.000 денари. Но по нападот од јавноста, МЕПСО објаснуваше отие вистина дека е вработена, ама како хигиеничарка, а платата и била околу 19.000 денари. И не само заради референдумските вработувања, јавноста се отвара и за претисоците врз административците. Во нашата редакција минатата недела се јави вработен во државна институција, кој бил казнуван неколку пати, но немал каде да ја обжали одлуката, бидејќи второстепената комисија не функционира, побара да остане анонимен. Па јас веќе 7 години работам во едно од министерствата. Се беше окей до пред 2 години, не имал никакви проблеми. Меѓутоа сега во последно време раководителот цело време наоѓа проблеми таму каде што ги нема. 2 пати до сега ме казнија за глупости, буквално. А најтрагично е што немам никаде да се обратам, никаде да се пожалам. По оваа приказна во Алфа документи достави и друг, во министерството во кое работи. Му го одзеле компјутерот, па дури и бирото и столчето, и 2 пати го казнеле со намалување на платата. Веќе долго време не добива задачи од својот раководител. На 2 пати му била намалена платата за по 20%, бидејќи не се отчукал при излегување. А во списокот за редовност, кој го достави до нас, се гледа дека повеќемина го немаат евидентирано работното време, но тие според него минувале наказнети.